скршени клупи и светилки и расфрлан отпад на спортско-рекреативната пешачка патека Делчево-Звегор и честа гледка за која совесните граѓани реагираат и упатуваат апел кон несовесните кои тоа несвесно или свесно го прават, да престане ово уништување и да ги користиме јавните добра за нивната права намена. Јавните клупи се честа мета за уништување и во централното градско подрачје и градските паркови, сведочи Мира Симоновска од Сдруженијето Еколошко-планинарско друштво Делчево. Овие денови шетам низ Култуко горе, имам забележено кршени клупи, ѓубре фрлано вречи, значи секаде ѓубре, исто тука во Делчево, во паркот има кршени клупи и апелирам, сигурно млади тоа го прават, апелирам до младите да не прават штета на тоа што се гради во Делчево, да е чисто. Делчево никогаш не се е градило како сека и треба да е чисто. Значи, дефинитивно ѓубре секаде се фрла. Никој ништо не води ред за тоа. А за кршење секаде, канти за ѓубре, клупи. Голем проблем на спортско-рекреативната патека Делчево-Звегор е и тоа што и покрај тоа што патеката е наменета исклучиво за пешаци, неретко таму минуваат и возила, вознемирувајќи ги граѓаните, кои патеката ја користат за рекреација, пешачење, возење велосипед и џогирање. Многу често се реагира и се бара решение да се постават рампи или стубови, за да не можат по патеката да поминуваат автомобили. Да се поведе малку ред, да се стават стубове доле кај монопол, да не влазат колите. Да, трактори има, ниви има луѓето, али тие се од Звегор свет, можат узгоре да влезнат, да се вратат. Исто и до граѓаните од Звегор апелирам да не стават вречи со ѓубре у кола и да фрлат на Култуку. Горе имам снимено, пуштено слики. Апел до сите, не знам, многу апел до сите, не смееш кола, сликам горе, спадне шоферот, вика зашто ме сликаш. Коли минат, возат брже, горе не е таа пешачка стаза, не е за коли. Мора да се поведе ред. Апел до градоначалникот прво и до полиција. Во насока на зачувување на јавното добро ставено во функција на граѓаните и купено со парите на граѓаните, општината е во постапка за поставување систем за вршење видеонадзор на 3 локации во Делчево: пешачки мост Гоце Делчев, детското игралиште во населбата Ново Делчево и тениското игралиште во населбата Спортско-рекреативен центар. За таа цел деновиве на општинската веб страница е активна јавна анкета на која граѓаните можат да дадат свое мислење, дали се за или против поставување видеонадзор на споменатите локации. А граѓаните кои што ние ги анкетиравме велат дека видеонадзор треба да се постави и на повеќе други локации од предвидените, за да се стави крај на уништувањето на урбаната опрема. Па да, мислам дека треба, бидејќи тоа е добро за сите ако тоа остане како што треба, например, да не се уништуваат клупите, другите работи. Тоа би требало вака, бидејќи вака не може да се контролира. Треба за да се подигне малку свеста и да се зачуват објектите за подобар живот. Редно е и без камери, ама сега кога условите налагат, пожелно. Треба да се постават камери да не се кршат. Прави се многу нерети се прават по Делчево. За општината анкетата која што е поставена е потребна да се слушне мислењето на граѓаните со цел да се продолжи постапката за поставување видеонадзор на споменатите локации кои се честа мета на несовесните граѓани.